Предстојат празници и вишок килограми. Во деновите што следуваат, трпезите ќе бидат полни со обилна и исклучително мрсна и калорична храна. Многу леп, месо, мајонез, салати и благо лошо ќе се одразат на вагата, но и на здравието. Дополнително кога се празници, лесно се претерува и со алкохолот, па ризикот е двојно поголем. Обилните оброци се тешки и за преработување во организмот, за кардиоваскуларниот система, а посебно може да предизвикат нагло оптоварување на органите за варење и нагли воспаление на жолчното кесе, на панкреасот, на желудникот и другите органи. Ова лесно може да се избегне само ако се свати дека суштината на празниците е во дружењето и уживањето, а не во прејадувањето и пијанчењето. Да бидат распоредени во еден подолг период оброците празнични, да бидат умерени, да не бидат безгранично и без контрола. Умерена употреба на алкохол колку што доликува, сето која е претерана злоупотреба на алкохолот додатно ја влошува состојбата као овие претходно набројани прејадени, да речеме, луѓе, а посебно тоа го апелираме за младите кои во вакви состојби влегуваат неискусни. Нормално не сите ќе се дружат само со масите и креветите и тоа е добрата страна. Ке има и движење, а секако и дружење. За новогодишната ноќ ќе има многу забава и многу дружење. Покрај богатата трапеза што ќе има на новогодишната ноќ, ќе има исто така многу голема забава. Па би требало, да. Ова би било одлично доколку го преминуваат сите, но празничното предупредување стигнува и овој пат. Со храната и алкохолот да се внимава. Може да се претера само со добро друштво.